студиото со вас, Славица Арсова. Добар ден и добро дојдовте. На почеток гледаме кои настани го одбележаа денот. До крајот на денот ќе се знае кој ќе биде новиот гувернер на Народната банка. Последни консултации на председателката и премиерот. Рок за вреди до петок да предложи имиња за испразнетите места на Таравари и двајцата заменици. Екс-министерот за здравство Каеди Рама со порака дека е најевропски политичар. Две тешки ликвидации, една криминална група. Обвинителството приведе 4 лица за убиствата на пластичарска и ликвидацијата на УКИ. Високата представничка на ЕУ Каја Калас во петок во Скопје. И покрај меѓународните критики, Израел не запира со офанзивата во Газа и ја ограничува хуманитарната помош. Овие вести во живо за преговорите околу името на идниот гувернер, но и за новите апсења поврзани со две ликвидации. Останете со нас, почнуваме со вести. Се стеснува кругот, но се уште нема име. Истече рокот кој председателката Силјановска Давкова го побара за избор на гувернер, а најави утринава дека до крајот на денот ќе го соопшти својот предлог. Попладнево ќе се сретне или веќе се среќава со премиерот Кристијан Мицковски, со кого треба да усогласат став за кандидатот. Даниел Василев известува од пред Вила Водно. Даниел, дали се знае предлогот и дали средбата меѓу председателката и премиерот е завршена? Добар ден, Цаци. Моите информации говорат дека средбата Силјановска Давкова Мицковски веќе е завршена. Меѓутоа, името на председателскиот предлог за нов гувернер на Народната банка најверојатно нема да биде познат денеска, според оние информации кои што ги добив. Најверојатно предлогот во текот на утрешниот ден ќе биде испратен до собранието, иако предпладнето председателката на државата Гордана Силјановска Давкова кажа дека во текот на денешниот ден овој предлог ќе биде испратен до пратениците. Таа практично и не сакаше да го открие името, бидејќи рече дека пратениците се тие кои што први треба да го дознаат незиниот предлог за нов гувернер. Инаку прашана за оние кандидати кои што во моментот имаат некаква партиска функција, таа рече дека тоа сепак не е никаков проблем со оглед на тоа што и во минатото сме имале такви гувернери кои што пред да преземат оваа функција извршувале партиска функција. Во продолжение предлагам да слушнеме дел од изјавата на председателката. Законот не дозволува додека сте на функција, така вели членот, додека сте на функција, да знаете дека функцијата е инкомпатибилна со партиско членство. Така вели. Не вели дека ако сте биле некогаш, ние сме имале извонреден гувернер Петар Гошев, кој што бил председател на партија. Значи, немало проблем. Во тоа, работата е вие, додека функционирате, да заборавите на партиски влијанија и да се водите од предизвикот на професијата. Кандидатите за кои се наоѓаа во јавноста се сите, ако гледаме ние во поглед на експертското знаење, квалификувани. Даниел, кој е ставот на премиерот? Дали тој утринава кога имаше изјава, беше оптимист дека името е веќе дефинирано и дека брзо ќе се заврши целата процедура? Цаци, малку можеше да се заклучи од одговорите на новинарските прашања на премиерот, со оглед на тоа што тој кажа дека барем до тој момент не го знае името на предлогот на председателката на државата и дека предлогот ќе го слушне дури на средбата која што, како што кажав, веќе е одржана. Прашан за тоа дали ќе го поддржи незиниот кандидат, кој да е, тој рече дека за сите од нив има став. Со оглед на тоа што кратки беа одговорите кои што ги даде премиерот Кристијан Мицковски, предлагам да слушнеме барем она што го слушнавме и ние новинарите. Мицковски, дали ќе поддржите предлогот за кандидат за гувернер од председателката или пак сепак рековте дека не го знаете се уште името, сепак тоа ќе зависи од тоа кој ќе биде предложен? Јас ги знам имињата на кандидатите кои што беа на разговор со председателката.
Цаци, само подсетување за крај дека тројца кандидати барем за сега се во игра. Тоа се поранешните министри за финансии Зоран Ставревски и Трајко Славевски, како и актуелната гувернерка на Народната банка Анита Ангеловска-Бежовска. Практично се чека председателката да пресече и утре да го испрати својот предлог до собранието, пошто пратениците ќе треба да донесат одлука кој ќе раководи со Народната банка во наредните 7 години. Даниел Василев, благодарам. Доколку во текот на овие вести или подоцна имаме информација околу одлуката на председателката, секако дека ќе информираме. Дел од вреди се уште во владата, таравари на регионална турнеја. Премиерот Мицкоски им дал рок на коалицијските партнери до крајот на неделата да предложат нов министер за здравство и заменици во одбрана и земјоделство. За судбината на директорите кои не го следат таравари, одлука ќе се носи дополнително. Самиот таравари пак денес објави средба со албанскиот премиер Еди Рама за, како што вели, зајакнување на меѓуалбанската соработка. Им дал рок на вреди до крајот на неделава да го предложат новиот министер за здравство и замениците во одбрана и земјоделие. Ваков договор паднал на вчерашната коалицијска средба која имал со лидерите на оваа партија која е дел од владината коалиција. За судбината на 50 директори кои се откажа од таравари, премиерот вели дека ќе се одлучува дополнително. Тоа се стратешки теми за кои што ќе се разговара дополнително. Бидејќи следат локални избори, потребно е да се гледа пошироко целиот контекст. Не е едноставно, но на кое што е важно е дека владата е стабилна, силна, има речиси двотретинска поддршка во рамките на парламентот и јас очекувам да продолжиме со коалицијата вреди, онаму каде што би рекол на излезе поранешниот министер за здравство, кој што за жал ја промени реториката во последните неколку денови и сега е во прегратките на оние кои што повеќе од 2 децении го криминализира општеството во Македонија, ја плячкосува, ја урнесува, ја срамеа, но тоа е негова одлука. Таравари веќе неколку дена не ги коментира заминувањата од неговата партија откако викендов дел од поранешните сопартијци ги обвини за предавство. Утрово информираше дека остварил средба со албанскиот премиер Рама за како што вели да му ја честита победата на изборите. За време на разговорот беа дискутирани и прашања од значење за албанците во регионот, како и потребата за зајакнување на меѓуалбанската соработка на сите нивоа, политичко, институционално и општествено, се вели во соопштението на партијата на Таравари. Средбата со Рама следи на само неколку дена по средбата на вице-премиерот Фетај со косовскиот премиер Курти, по која и јавно соопшти дека нема да го следи Таравари на патот кон Дуи. Александар Спасовски, Сител телевизија. Таравари како министер не го дочека инвестицијскиот бран во здравството кој го најавува владата. Денеска почеток на обновата на клиниката за гинекологија, но со британските пари се најавуваат многу покрупни зафати, меѓу кои во втората фаза и изградба на клинички центар во Скопје. Не месеци и години, туку недели се во прашање од почетокот на реализацијата на 5 објекти во здравството кои се планирани во првата фаза од договорот со Обединетото кралство за 6 милиарди евра, а кој ќе се подпише утре во Лондон, рече премиерот Мицкоски и најави изградба на нов клинички центар во Скопје во следната фаза. Клиничкиот центар во Штип заедно со Медицинскиот факултет, студентскиот дом, болницата во Кичево со здравствен дом и реконструкција на клиничката болница Тетово, сега повеќе не можеме да зборуваме за години или месеци, ќе зборуваме за недели. Од почетокот на нивната реализација, бидејќи остануваат уште некои ситни детали кои што треба да се доусогласат со нашите сега веќе стратешки партнери од Обединетото кралство, тоа се добри вести за граѓаните и очекувам овој проект позитивно да заврши со убави резултати, а следен чекор да биде овој голем клинички центар за кој што вие зборувавте. Во меѓувреме ќе се реновираат амбулантите, лабораториите и специјалистичките кабинети на клиниката за гинекологија и акушерство. Реконструкцијата чини 29 милиони денари и треба да заврши до крајот на 2025 година.
Со реализација на овој проект, јас навистина мислам дека пациентите ќе добијат поквалитетна здравствена заштита, ќе се намалат листите на чекање и ќе бидат подостапни специјалистичките и субспецијалистичките прегледи. Од друга страна, представува една сериозна поддршка за здравствените работници, кои што ќе видиме дека може да работат во современи услови и во јавното здравство. ГАК е најголемо родилиште во Македонија со околу 4000 породувања, 5000 операции и 73.000 прегледи годишно. Александар Динев, Сител телевизија. Опозицијата на политичката сцена, договор за стратешко партнерство или договор за задолжување во Лондон. Има ли надеж за опозицијата на локалните избори? Тема на денот со Митко Драјчуловски, пратеник од СДСМ. Две тешки ликвидации и една група. Јавното обвинителство подигна истрага против 4 членови на за организиран криминал. Осомничени се дека се поврзани со убиството кај Пластичарската улица и ликвидацијата на Орхан Викан Оки. Според обвинителството станува збор за прецизно координирани акции во кои биле користени и украдени возила, а осомничените имаат и богато криминално досие. Тамара Дичовска ги има деталите. Тамара, што знаеме за оваа група? Да, 4 членови од групата Беланоца се уапсени утринава, откако обвинителството за гонење организиран криминал и корупција обезбедило докази дека извршувале убиства, но и биле помагачи, односно чистеле простор за извршување на некои од убиствата кои што беа доста актуелни во јавноста. Полицијата утринава во координација со обвинителството изврши претреси на 5 локации каде што беа приведени сите осомничени во полициската акција под кодното име Бункер. Тие се овие 4 кои што се уапсени членови на Бела ноца се поврзуваат дека биле логистика на убиството на шефот на наркокланот Грчец, кој што беше убиен во 2023 година во Халкидики, односно тие го чистеле просторот за може да се изврши ова убиство, но и биле директни извршители на убиството минатата година на Пластичарска. Се товарат за злосторничко здружување, убиство, како и за нелегална продажба на дрога. И обвинителството минатата година отвори истрага против 18 члена на овој наркоклан, дел се во затвор, дел се во бегство. Бела ноца е една од двете главни криминални банди во Скопското подземје. Околу акцијата на полицијата и обвинителството гледаме во приложение. Полицијата уапси 4 членови на криминалната банда Беланоца, осомничени дека убивале луѓе по нарачка од организаторите на кланот на територија на Македонија и Грција. Според доказите кои ги обезбеди обвинителството за гонење организиран криминал, тие се поврзани со убиството на водичот на ривалската криминална банда Орхан Байрами Оки во Халкидики, но и дека го убиле пејачот Амар Исмани минатата година на Пластичарска. Тројца од осомничените во текот на месец јули 2023 на македонска и грчка територија, потикнати по порачка од претходно осомничен организатор на групата, преземале действија на извидување на локација на оштетен и обезбедување средства за вршење на кривичното дело, при што во Грција бил лишен од живот припадник на спротивставената организирана криминална група Грчец. Во месец мај 2024 пред објект на така наречената Пластичарска улица, двајца осомничени извршиле убиство на едно лице, а при заминување од местото пукале во возило што било паркирано во непосредна близина, при што повредиле други лица, од кои едното лице починало, соопшти од обвинителството. Уапсените членови на бандата обезбедувале услови и отстранувале пречки за извршување на нарачките за убиства. Убиствата ги вршеле од одмазда или по порачка, а казната затвор за овие дела е од 10 години до доживотен затвор. За 4 приведени постои основано сомнение дека сториле кривично дело злосторничко здружување и кривично дело убиство, а еден од осомничените сторил и кривично дело неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори. Кај еден од осомничените е пронајдена голема количина марихуана. ОЈОГОК бара за тројца притвора за еден мерки на предпазливост. Криминалната група Беланоца е една од главните криминални кланови во Скопското подземје. Во декември минатата година обвинителството почна истрага против 18 припадници на Беланоца, кои се сумнича дека извршиле најмалку 8 убиства, рекет, опожарувале спортски опложувалници, а докази беа обезбедени дека оваа банда е поврзана и со неколкукратното убиство во Шишабар. За убиство наплаќале и до 250.000
евра. Акцијата на полицијата беше пробиена, еден член на бандата успеа да избега приапсењата. Центар на претресите беше Рачинова, каде специјалците со багери откопува експлозиви, гранати, ТНТ, автоматско оружје, што членовите на Беланоца ги криеле под земја. Дел од наркокланот, како и шефот на групата, Фатлю Малети Тоте се во затвор, додека 6 од нив беа во бегство, а за двајца беше распишана меѓународна потерница. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Љупчо Палевски во последен обид да ја побие обвинителната верзија за монструозните убиства на Вања и Панче. Со паркинг билети, банкарски извештаи и предлози за нови докази, Палевски тврди дека не бил во Велес кога бил убиен Жежовски, а ги оспорува и снимките од безбедносните камери. Судот ги одби најголем дел од предложените докази, следуваат завршни зборови на 2 јуни. Љупчо Палевски во последен обид да го убеди судот дека тој не ги убил Вања и Панче. На денешното рочиште, предвидено за дополнување на доказна постапка, понуди пораки за платен паркинг и извод од банкарска картичка, со кој сакаше да докаже дека тој не бил во Велес на денот кога е убиен Жежовски. Го спореше и времето од снимките од камерите во домот на Велибор Манев, бидејќи тврди дека во тој период, но со друго возило се наоѓал во Скопје. На прашање на судот, самите обвинители при презентација на снимките кажа дека се во реално време, не откако беа обезличени фатени од наша страна со докази дека лажат за снимките, дека не се од тој период, пробаат да, пак ќе кажам на еден збор на шверчевски начин, да го прошверцуваат во јавноста тоа дека снимките се 1 сат наназад, за да избегнат она дека се фатени во лага. Палевски бараше во судницата да биде покажана и траката со која била залепена устата на Вања. Предложи како доказ да се изведат и дозволите за поседување оружје на Боре Видевски, а потсети дека воопшто не е баран неговиот пиштол. Обвинителството се противеше, а судот го одби изведувањето на понудените докази. Времето на убиството на Велешанецот го спори и бранителот на Видевски. Побара снимки од 2 бензински станици кои ќе покажале дека возилото на Палевски не било во Велес кога е убиен Жежовски. Судот прифати да се покажат такви снимки, но само ако сам ги обезбеди адвокатот. Снимките ќе покажат дека времето наведено во обвинителниот акт не кореспондира со времето на убиството на Панчо Жежовски. Кешишев и Манев немаа дополнителни докази за одбрана, додека таткото на Вања понуди документ дека на денот на исчезнувањето на неговото дете разговарал со доктор од болницата 8 септември, во која прашувал дали е повредена во сообраќајка. Со денешното рочиште заврши постапката за одбрана и докажување, па на 2 јуни судењето продолжува со завршни зборови на обвинителството. Една недела подоцна до судот ќе се обратат обвинетите и нивните адвокати. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Високата представничка на ЕУ Каја Калас во петок во Скопје. И покрај меѓународните критики, Израел не запира со офанзивата во Газа и ја ограничува хуманитарната помош. Високата представничка на Европската Унија Каја Калас во петок доаѓа во Скопје во рамки на балканската турнеја. На агендата прва заедничка безбедносна седница со шефот на дипломатијата Муцунски, средба со премиерот Мицкоски и посета на балканската медицинска работна група. Поранешната премиерка на Естонија турнејата ја почнува од Белград и Приштина. Високата представничка на Европската Унија за надворешна и безбедносна политика во петок доаѓа во Скопје. Каја Калас ке се сретне и ќе одржи заедничка пресконференција со премиерот Мицкоски, но ќе има и набиена агенда. Со министерот Муцунски ќе го отворат првиот диалог за безбедност и одбрана помеѓу Европската Унија и Македонија, што следи по склучувањето на билатералниот договор за безбедност и одбранбено партнерство во ноември минатата година. Калас во придружба на министерот за одбрана Владо Мисајловски ќе ја посети и постојаната балканска медицинска работна група. Во рамки на посетата на Скопје, како што најави Европската служба за надворешни работи, Калас ќе има средби со представници на младенски и студентски организации од земјава. Македонија е првпат на агендата на западно-балканската турнеја на Калас, која минатиот месец ги посети Црна Гора, Албанија и Босна и Херцеговина. Покрај во Македонија, шефицата на европската дипломатија од денеска до петок ќе ги
посети Србија и Косово. Целта на сите овие посети според најавите е да се покаже посветеноста на Европската унија на Западниот Балкан и поддршката на перспективите на земјите од регионот за членство во унијата. Калас во петокот во рамки на самитот на Европската политичка заедница во Тирана, на која присуствуваше и премиерот Мицкоски, порача дека Македонија прави добар напредок и дека не е во ред билатералните прашања да ја кочат европската интеграција на земјата. Но еден ден претходно, првиот човек на Европскиот совет Антонио Кошта од Скопје порача дека унијата нема план Б за европската интеграција на Македонија и дека без уставни измени земјата нема да напредува. Македонската влада пак и натаму останува на ставот дека уставот нема да се менува без гаранции дека тоа ќе биде последна пречка и последно барање на Софија. Деспина Тодоровска, Сител телевизија. Криволак станува епицентар на најголемата воена вежба годинава. Од 25 мај до 9 јуни 2200 војници од 9 држави со тенкови, хеликоптери и инженерска техника ќе демонстрираат борбената подготвеност во рамки на Immediate Response 2025, дел од големата НАТО серија вежби Defender. Македонија како домаќин ќе има најголем број на учесници, 950 војници. Првиот тест за лесната пешадиска бригада, концерти во 3 градови и отворен ден за граѓаните се дел од активностите кои ќе ја позиционираат земјава како кредибилен сојузник во алијансата. Армии на 7 НАТО членки и 2 партнерски земји ќе бидат дел од вежбата Immediate Response 2025. На полигонот Криволак 2200 војници ќе демонстрираат борбена подготвеност за изведување на копнени борбени действија и боеви гагања. Како домаќин, Македонија ќе има најголем број на вклучени војници или вкупно 950, а тоа ќе биде потврда дека земјата е значаен сојузник на НАТО, велат од генералштабот на РМ. Првиот човек на генералштабот, генерал мајор Сашко Лавчевски, на брифинг со новинарите порача дека вежбата ќе биде првиот тест за капацитетот на лесната пешадиска бригада, од која дел ќе биде испратена во Германија за тестирање на националните можности. Целта на вежбата, на која сакам да дадам посебен акцент, е да, а согласно сценариото, е да се презентираат, односно демонстрираат можностите на сојузничките и партнерските сили за динамичко распоредување на дел од источното крило на НАТО. Од 25 мај до 9 јуни, единиците ќе изведуваат операции во кои ќе бидат вклучени и грчките тенкови Леопард, борбените хеликоптери Апачи, минофрлачи од 120 мм, транспортен хеликоптер Ми-8 и оклопни возила, транспортни медицински хеликоптери Black Hawk и инженерски возила Хаски. Нова мултинационална вежба на која што секој од армиите ќе ги покаже своите борбени способности е дел од големиот серијал на воени вежби Defender, кои што се одвиваат под покровителство на армијата на САД за Европа. Денот за високи гости ќе се одржи на 2 јуни, кога ќе се реализира и вежбата Заселен пешадиски баталјон во напад. Ивана Соколовиќ Најдова, Сител телевизија. Може ли мала држава да има големо влијание? Ставовите се судрија на тркалезната маса во Вила Водно. Председателката Силјановска верува во културната дипломатија како тивка сила на малите нации. Додека нејзиниот претходник Иванов метафорично порача, рибите може да преживеат меѓу ајкули само ако се движат во јато. Дали малите држави може да имаат големо влијание? Поранешните и актуелните председатели ги судрија ставовите на тркалезната маса во Вила Водно. Македонија е мала држава, но големото влијание се уште го нема. Во момент кога се водат војни на повеќе фронтови, меѓу кои на европскиот, председателката Силјановска Давкова ја истакнува културната дипломатија како најмокно оружје за справување со глобалните предизвици. Мали држави како нашата големо влијание го немаме се уште. Справување со глобалните предизвици преку заеднички мултилатерализам и културна дипломатија ја имаме. Тешко е риби да пливаат во океанот, бидејќи таму се екулите, но тоа е возможно ако се јато риби. Метафорички пристап на експредседателот Иванов за значењето на малите држави во споредба со големите сили. Осврнувајќи се на ветото кој Македонија го добивала низ годините за патот на ЕУ од големите сили и истакна моќта на заедничката соработка на малите држави за регионалните иницијативи. Очите со ветото и песимизмот дека сте немоќни и мали за да успеете, тогаш ви доаѓа стариот циник Ниче кој вели: народи кои не знаат да прават интриги пеат тажни песни. Време е да почнеме да правиме интриги
метафорично, но за тоа да го правиме повторно треба да се совлада уште една ментална замка дека сме немоќни. Поранешниот чешки председател Клаус на тркалезната маса настапи со доза песимизам дека културната дипломатија може да донесе промени. I am not sure that, as the title of the session implies, that small states can have big impact. Precondition for making a meaningful deal among big or small countries is the eventual coincidence of interests. Екс-председателот на Генералното собрание на Обединетите нации со порака пак дека малите земји може да се чувствуваат комфортно само во Генералното собрание на Обединетите нации. The only platform where so-called small countries can feel comfortable is in the UN General Assembly. Every country is equal there. Тркалезната маса во Вила Водно е дел од форумот за културна дипломатија под покровителство на поранешниот македонски председател Ѓорѓе Иванов. Габриела Лескова, Сител телевизија. Нова дивоградба никна во Чаир, без дозвола, проект, ограда, ниту безбедносни мерки на само неколку метри од училишта. Градоначалничката на Скопје Арсовска на терен со обвинување до општината Чаир и до Ганију дека премолчуваат криминали и не реагираат. Градоначалникот па вели дека нивните служби веќе барале градот да излезе на терен токму за овој објект. Арсовска по 3,5 години мандат првпат оди во општина Чаир, вели Ганију. Непознат објект на државно земјиште почна да се гради во Чаир. Градоначалничката на Скопје, која утринава со тимови од градот, отиде на лице место. Вели дека станува збор за дивоградба, оти не постои дозвола за градба и навлегува во генералниот урбанистички план каде што не смее да се гради. Според Арсовска, објектот имал диви приклучоци за струја и вода, па дојдоа и екипи на Евана и водовод. Градилиштето не е оградено и е опасно за децата кои се играат во училишниот двор во близина. Околу нема информативна табла за тоа што се прави и кој е инвеститор. Според првите податоци кои ги добила, Арсовска вели дека веќе е познато кој гради. Овој нема нити проект, нити елаборати, нити за безбедност и сигурност при работа, нити е обезбеден објектот. На 2-3 метри од Центар за едукација на деца и од училиште, каде што над 1000 дечиња секој ден циркулираат. Без подпорни зидови, нема пратена ниту една давачка. 20 луѓе работеат тука која дојдовме. Знаете како се разбегаа? Се разбегаа како криминалци. Што бегаат? Кажи кој си, кажи што си, дај лична карта, кој те ангажирал, која фирма работи тука, кој е собственик на овој објект, зашто бегаш кога си во право? Еве, јас сум во право, јас не бегам. Арсовска вели дека не е јасно зошто општината Чаир не постапува и преку видео во живо на социјалните мрежи. Неколку пати го повика градоначалникот Ганију да дојде, но тој не се појави. Пред криминалци не се повлекуваме. 3,5 години трпеме ние закани. Секој ден од сабајле од будење до вечера ние на нас закани. Што мисли Ганију? Дека јак манга некој? Дека го поддржува силна политичка опција, дека нешто ќе му се уплаши некој? Не се плашиме, бре, он е криминалец. Бидејќи нема проект, никој не знае дали објектот ќе биде стамбен или деловен, ниту колку ката ќе има, велат од надлежниот сектор на градот. Направени се повеќе прекршоци покрај сообраќајни, градежни, узурпација на простор, на имот и така натака. Ние немаме никакви документи во моментов кај нас во град Скопје за овој објект, нити има комунали, нити има времен режим дека гради било што за сообраќај, нити преку СВР сигурно е поминато било што дека он узурпира тротоар, велосипедска патека, узурпира влезене во генералниот урбанистички план на регулационата линија на булеварот. Ништо немаме од ова. Додека Арсовска правеше увид, граѓанин на Чаир дојде и ја праша зошто не ги исполниле ветувањата кои им ги дала пред изборите. Тој рече дека градоначалничката во цел мандат ниту еднаш не отишла да ги праша какви маки имаат. Лично и се пожали на Арсовска за проблеми во сообраќајот, паркинг, канализација, пошто таа му рече дека тоа е надлежност на Ганију. Вие сте дојдени за некој проблем што воопшто нас не ни пречи. Вие се ова е политичка борба. Тебе не ти пречи да го градба. Воопшто ништо не би пречи, ништо не пречи. Знаеш зошто е една работа. Ги проблемите вака сега една работа да ти кажам. Прво, оваа дивоградба е на место што е надлежност на град Скопје. Аха. А тоа што тебе ти е страф
Што ми е? Штраф? Штраф. Од кого? Да збориш за Висарганију, затоа што он не ти реализира. Господ да чувај да брани. Тоа е твој проблем. Не, нема. Ние работиме тоа што Јас работа немам на никаков градското. страф. Јас Сите луѓе ве видов ма вас, немој да ми ве викаш. видов вас, Не ми викај, не ми се дери. Не ми повишувај тон. Градоначалникот на Чаир тврди дека има писмена комуникација со која барал да постапи градскиот инспекторат, но не добиле никаков одговор. Мило ми е што господја Арсовска по 3,5 години стапна во Чаир како градоначалничка на Скопје. Јас на време имам и писмена комуникација. Барав нивниот инспекторат да постапи во Чаир, но немавме добиено никаков одговор до денес. По овој објект Арсовска посети и други локации во Чаир за кои вели дека се дивоградби. Мартин Арсов, Сител телевизија. Во Централниот дневник во тема на денот, наш гостин ќе биде Митко Тречулевски, пратеник од Социјалдемократскиот сојуз. Останете со нас, се гледаме во 19. Пријатно!